Продолжуваме со светилиштето. Малку сега преку илустрации. Да се подсетиме само што рековме минатиот пат, зборувавме за оградата, за дворот. И се сеќавате ли колку беше во должина? Грубо онака. 50 метри во должина, од прилика. А во ширина на пола од тоа 25 метри со на источната страна, овде е долу, значи источната страна, влезот, вратата, која што било околу 10 метри, ги забележуваме оние бои што ги спомнавме, значи црвена, сина и темно црвена или пурпурна и бела, бело лен, а од околу бил, целата ограда била со бел лен. Бело платно. Јован 10.9, го спомнавме стикот, зборувавме минатиот пат за влезот во светилиштето, во самиот двор, но и понатаму и следната завеса или првата завеса од светилиштето и втората завеса кон светињата на светињите биле исти, значи со истите тие бои присутни и рековме дека таа врата, тој влез, всушност го представува Исуса и целото светилиште го представува Исуса. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене ќе биде спасен. Јован 10.9 и дела 4.12 нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме. Значи, нема спасение без Исуса Христа. Нема воопшто ни влез во светилиштето, значи, без Исуса Христа. И не само што тој е вратата, туку е и патот. Јован 14.6 јасно ни кажува, Исус му вели на... Кој беше таму? Од учениците. Добро, окей. Јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Рековме дека за да се стигне до таткото, односно до Бога, до Божито присуство во светињата на светињите, мора да поминеме преку Христа. Значи, всушност, тој е тој пат. Без Христа, односно преку Христа, едино можеме да стигнеме до таткото. И до таа повторна средба. И оној стих од Псалм 77.13, патот Твој, Боже, е во светињата. Светињата е всушност Христос, тој е патот. Значи, зборуваме за тој пат, за тоа како да се вратиме кај Бога. И во сето ова, фала му на Господа што иницијативата е негова. Ако се сетиме уште назад, кога одиме во 3 глава Битие, Адам и Ева, не знам дали би го побарале воопшто Бога, ако тој не ги побараше нив. И слава на Бога што иницијативата е негова. Тој ги побара, зошто? Затоа што човекот во грев има срам прво, има страф, несигурност чувствува, гледате, бега, значи од Бога се крие, така да слава на Бога што е негова иницијативата и вечера малку повеќе се задржиме на тоа нешто. Знаете, и самата книга Патот кон Христа, иако нели треба да зборуваме и ќе се допреме до првиот предмет во предворието, а тоа е, го гледаме овде, жртвениот олтар, и кој што го символизира крстот, кој што го символизира покајанието, но пред покајанието има нешто друго, а тоа е Господ повикува, Божја иницијативата, Господ делува на срцето на грешникот за тој да го почне, да го оди тој пат, всушност и да стигне до жртвениот олтар. Исаија 45.22, еден прекрасен стих.
Исаија 45:22 вели: обратете се кон мене за да се спасите, сите краишта на земјата, зашто јас сум Бог и нема друг. Обратете се кон мене, свртете се кон мене, дојдете кај мене. Исаија 30:21, исто прекрасен стих. Знаете, Исаија е старозаветниот евангелист, можеме да кажеме. Неговата книга е како Евангелие. Исаија 30:21. И твоите уши ќе чујат слово како зборува за тебе. Тоа е патот. Одете по него. Ние денес го слушаме, па и тогаш, го слушаме гласот на Светиот Дух. Знаете, никој од нас не е дошол кај Господа сам од себе. Не. Тоа е делувањето на Духот Свети, тоа е неговиот глас. Тоа е неговиот повик, тоа е Божјата љубов. Бог сака да се вратиме кај него. Бог сака повторно да биде со нас. Што вели, дојдете, растоварете се од гревот, со други зборови, немојте да се мачите под неговиот товар. Сега во тоа време, во излез, значи во времето на пустината, кога Бог побарал од Мојсија да ја направи скинијата, на кој начин Господ го повикува грешникот? Што било највидливо? Значи, ајде сега прикажеме следниот слайд. Кампот на Израел, кажавме, нели, околу 1 километар имало растојание, по во средината било светилиштето. И што е овде највидливо за сите израелци? Очигледно е. Облакот. Или тој облачен столб, што всушност е символика на Божјето присуство. Шекината, ако сакате, значи Божјето присуство во светињата над светињите. И тоа е оно што е највидливо. Сите од секаде можеле да го видат, дори овде овој илустратор го покажал као доста висок овој облак, каков и да бил, не знам. И Бог повикува всушност, дојдете, сакам да се сретнам со вас. Интересно е што кога му биле дадени инструкциите на Мојсеј за да и како да го изгради светилиштето. Ова е интересен дел, овака кога го читав и заклучив што всушност Господ овде сака да постигне. Тоа е после во 35-та глава, нели? Се првите инструкции. Меѓутоа, во 34-та глава, кога Мојсеј побарал да ја види Божјата слава, Бог му се открива и што всушност му кажува? Всушност му се открива, му го открива својот карактер. Ова е за мене клучен момент. Да, Господ уште предходно им се открил на некој начин, значи им покажува кој е и што е, уште во Египет, уште предходно, уште и со давањето на законот. Но ова е моментот кога Мојсей треба по втор пат да го даде законот, оние втори плочиот и предходните биле скршени, знаеме, и читаме во Излез 34 глава, од 4 стих, да се подсетиме на тој момент, иако го имавме во пулката. Мојсей, 4 стих, 34 глава Излез. Значи, ова е тоа што е највидливо, а еве и ноќе како изгледало, значи, да речеме, еве сега, според илустраторот, едно убаво осветлување имале од целиот камп. Значи, тој огнен столб. Мојсей вели во 4 стих, изделка 2 камени плочи, како и поранешните. Рано наутро стана и се искачи на Синајската гора, откако ги зеде, ајде да речеме дека тоа е тука гората прикажана, откако ги зеде во раците 2 камени плочи, како што му нареди Господ. Господ слезе во облак, мислам вчера дека го спомнавме, како тоа Мојсей го видел
Господа, нели, во Карпата со Окрем, па во Плеќи го видел, нешто дискутиравме. Господ како слезе? Слезе во облак. А тој застрана пред него и го повика името Јахве Господ. 6 стих. Господ помина пред него, па се јави. Јахве Господ. И сега внимавајте. Овој првиот дел е посебно убав, нормално, не можело да се испушти последниот дел, кој што е малку пократок за неговиот карактер, нели, имавме и поука, Бог е љубов и правда. Но, вели, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински. Искажува милост на илјадници, пак не знам колку пати се ова повторува, значи дека Господ е милостив, дека Господ сака да прости на различни начини. Искажува милост на илјадници, проштава опакост, грев и престап. И сега има едно големо но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-то и 4-то поколение. И Мојсе, кога ова го слуша, вели, Мојсе веднаш падна на земја и се поклони. И тогаш рече, Господи мој, ако придови благонаклонност, 9 стих, во Твои очи, тогаш, о Господи, дојди со нас, иако е народот со корав врат, простини ги нашите гревови и нашите опакости и примине за свое наследство. И Господ вели, добро, одговори, склучувам завет. Господ му се прикажува каков е, милостив, долготрпелив, спор на гнев. Си ми сгрешил, дојди, ке те примам, дојди, повикува Господ. И после тоа, нели, Господ му дава разни инструкции за саботата, за другите празници и така натаму. Мојсе останува 40 дена повторно, нови 40 дена во пост, без леп, без вода, без ништо. Па се симнува и прво ова им го соопштува на Арон, на свештениците, а потоа и на целиот народ. Се што добил како инструкции, нормално со новите 2 плочи. Значи, добриот и милостив Бог, кој што им е представен сега на израелците, ги повикува. Потоа, нели, доаѓа изградбата на светилиштето, со сите тие инструкции и димензии, точни, до мерка, како што вели во Матеј 11:28, оној познат стих, дојдете при мене сите кои што сте натоварени и обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Или Исаија 1:18, повторно Исаија, еден прекрасен стих исто. И сега, Исаија 1:18, дојдете да бидеме прави, говори Господ. Ако ви бидат гревоите како црвено сукно, ќе бидат бели како снег. Ако бидат румени како пурпур, ќе станат како волна. Дојдете. И колку прекрасно ова изгледа бело. Знаете, доека сте надвор, и ако решите да не дојдете, немате да бидете покриени со таа бела наметка или Христовата праведност. Дојди, затоа повикува, дојди. Дојди, јас сум милостив, јас ќе ти го простам гревот. Дојдете кај Христа. Јован 1:14. Стикот кој што претходно го цитиравме неколку пати во поуката. И Словото стана тело. Исус се отелотвори и се всели или се вшатори меѓу нас, полно со благодат и вистина. И која беше една од главните цели, зошто Исус дојде меѓу нас? Значи, исто како светињата. Да пребива меѓу нив, сега уште по-лично, уште по-блиско. Исус дојде да пребива меѓу нас. Која беше целта? Што вели стихот? И ние ја видовме неговата слава. Односно, гледајќи ја неговата слава, ја видовме Божјата слава, го видовме Божиот карактер. Исус требаше да дојде и да го прикаже Божиот карактер, каков е Бог, за да посакаме да се вратиме кај Него. Кога некој е толку милостив, кога некој едва и чека да ти го прости гревот, кога некој те љуби, веќе знаеш дека те сака, па полесно е да одговориш нормално. Со љубов. Да поедеш кај Него. Тоа беше
една од целите. Значи, да биде со нас, да ја видиме Божјата слава преку него и Христовата слава секако, односно Божиот карактер, за да посакаме да дојдеме при него. И еве пак ќе спомнам, Бог дарежлив, милостив, долготрпелив, на гнев, многу милостив и вистински, баш спомнавме со асенета пред богослужение, колку ли Господ не трпи нас, колку сме ние далеко од таа негова долготрпеливост, колку ние сме со краток фитил, колку лесно знаеме да пламнеме. Но тој е многу долго трпелив на гнев, многу милостив и вистински искажува милост на илјадници, простева, опакост, грев и престап. Римјаните 2.4 што вели? Ако не ги презираме, ајде сега малку го преведувам, богатството на неговата благост, или добрина, неговата кротост и долготрпеливост, и зарем не знаеме дека Божјата добрина не води до покаяние. Токму тоа не води до покаяние. Познаеме кој е Бог и каков е, таа негова добрина и тој негов карактер не води до покаяние. Ние самите не може да се покаеме без делувањето на Духот Свети. Божјата добрина, Римјаните 2.4, ќе го прочитам како што е, или ги презираш богатството на неговата благост, кротост и долготрпеливост, како да е препис од она, од излез. А не знаеш дека Божјата добрина те води кон покаяние. Значи не ја презира неговата благост, неговата добрина, долготрпеливост, затоа што таа добрина негова те води до покаяние. А покаянието е првиот чекор, браќи и сестри. Ние не сме ни влезени во светињата ако не сме покаяни. Не ни можеме да го направиме оној прв чекор да дојдеме до жртвениот олтар. Што го поттикнало да се врати кај татка си блудниот син? Да, Господ дозволил соодветни околности, меѓутоа добрината на неговиот татко кој се сетил, на неговата љубов. Тоа е тоа. Тоа е клучното, вели цитатот во Копнеж на вековите, не, Христови параболи, 202 страна, оригинал. Божјата љубов и понатаму копне е по оној што решил да се одвои од него, а ние се одвоивме со гревот, Исаија 59 глава, гревовите не одделија од Бога. Сега тој, по негова инициатива, сака да повторно се соединиме и не повикува, дојдете, јас сум милостив, многу милостив. Значи, Божјата љубов и понатаму копне е по оној, па како не копне, ал татко му секој ден, велиме таму, може чекал и гледал да се појави од некаде неговиот син. Тоа е нашиот Бог. И затоа употребува различни влијанија да го врати во домот на отецот. Загубениот син во својата беда дојде на себе си. Тоа е многу клучниот момент. Дојде конечно на себе си. Измамливата сила со која го проникнал сатаната била скршена. Увидел дека неговите страдања се последица на неговата глупост, па си рекол: колку слуги кај татко ми имаат леб во изобилство, а јас овде умирам од глад, ќе станам и ќе си појдам кај татко ми. Иако се наоѓал во бедна положба, мислата дека татко му и понатаму го сака, му дала надеж на загубениот син. Тоа е тоа, познавањето на Божиот карактер. Бог е љубов, Бог е милостив, дојди ки ти прости. Таа надеж го подкренала да се врати во својот дом. Според тоа, иако нели, што намислил, сега ќе одам и ќе речам, ќе ти бидам слуга. Не, ти си ми син, каков слуга. И сите почести, знаете. Таа вели надеж го подкренала да се врати во својот дом. Според тоа, сигурноста во Божјата љубов го наведува грешникот да се врати кај Бога. И сега се цитира Римјаните 2.4 овде. Не знаеш ли дека Божјата добрина те води кон покаяние? Токму познавањето на Божиот карактер на Бога. Тоа е она што било највидливо, како што кажав, и тоа е она што ги повикувало израелците. Дојдете, Господ ќе ви прости. Бог сака да биде со вас. Еве еден цитат од Копнежот, 176 страна, вели: без помош на Светиот Дух, ние дури не можеме да се покајаме.
Светото писмо кажува за Христа, дела 5.37, што го цитиравме. Бог со својата, или не го цитиравме тој? Не го цитиравме. Забележите што вели, дела 5.31. Бог со својата десница го возвиси него, Исуса, за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел. Бог дава покаяние. Ни дава покаяние. И проштевање на гревовите. И сега заклучува Елен Вајт, што е јасно да се заклучи до овој стих, покаянието доаѓа од Христа исто толку сигурно колку и проштевањето. Видите колку Господ се грижи, се труди околу нас и делува. Тој и делува на нас преку Духот Свети, да не привлече со таа своја сила, сега алудирам на првата глава од патот кон Христа, тоа е Божјата љубов кон грешникот, па потоа доаѓа на грешникот му е потребен Христос, секако, и потоа дури доаѓа главата покаяние. Значи, делувањето на Светиот Дух, спознанието за тоа кој е Бог и каков е Бог, не води до покаяние. Па знаете, ние некојаш толку сме, кога не знам ќе се случи некој инцидент меѓу нас и толку сме крути еден кон друг, што овој му е страв да дојде кај овој му е страв кај него да отиде. Мислам и никако не се решава работата. Меѓутоа, кога ќе го познаваш тој другиот дека е толку добар, толку милостив, едва чека да дојдеш. И ќе ти прости, многу полесно е да отидеш. Тоа е нашиот Бог. Го љуби грешникот, многу мрази гревот, и затоа вели, дојдете, јас сум многу милостив, спор на гнев, простувам и така натаму, ама и не оставам неказнат грешник. Ако решите да останете со гревот, тоа е тоа. И сега за израелците првиот предмет на кој што наидувале е жртвениот олтар. Не знам дали е баш автентично прикажан, како и да, илустраторот, мислам дека имал, како на оваа предходната слика, така некако и Библијата вели малку и некое постолје од оздола, како и да е. Веројатно ќе се позанимаваме малку со тоа следната сабота, со тоа како бил изграден, да не читаме сега тоа, да не одзимаме времето не гази. Овој дел ми е битен и тогаш ќе зборуваме повеќе за околу покаянието. Значи, ова е првиот предмет. Ова за израелците, според мене, жртвениот олтар за нив бил Јован 3.16. Јован 3.16, златниот стих. Како беше? Толку светот што го даде својот единороден син, та секој кој ќе поверува во него да не умре. Туку да. Тоа е символ за крстот. Тоа е крстот. Значи, прво доаѓа грешникот, доаѓа пред крстот. Па има ли поголема манифестација на Божјата љубов отколку крстот? Еве за нас, а христијаните што гледаме наназад, значи тие треба да гледат нанапред, значи преку овој олтар, да гледаат на крстот, на јагнето кој што ќе дојде да се принесе како жртва. Нема. Јован 12.32 многу јасно го кажува тоа, и тоа е најпривлечната сила. Тука највеќе се покажува Божјата љубов. Вели, а јас кога ќе бидам издигнат од земјата ќе ги привлечам колку? Сите кон себе. Ете каква привлечна моќ има таа Божја љубов пред се изразена на крстот. Толку многу што е инспирација на многу уметници, песни се напишеле, цртежи се нацртале. Тоа е она што мене највеќе ме фасцинираше, верувам и вас на почетокот. Исус на крстот. Што направи Исус за нас? И покрај другото, значи, да, овде го има тоа, покрај шекината, односно Божјето присуство бил видлив и чадот од олтарот кој што се кревал, значи од жртвата кој што се принесувала. Еве што вели Елен Вајт во Копнежот. Светлината што свети од крстот ја открива Божјата љубов. Неговата љубов не привлекува кон него,
Ако не му се спротиставиме на ова привлекување, ќе бидеме доведени во подможјето на крстот со покаяние за гревовите што го распнале Спасителот. Ке сватиме тогаш, кога доаѓаме, и затоа е прв крстот, односно тој жртвен олтар, за да ја сватиме, колку гревот е страшен. Значи, со него всушност сме го убиле Бога, Христа сме го убиле. Сме му сгрешиле на Бога. Еве, ајде, за израелците тоа не било јасно тогаш. Но, значи, кај жртвеникот се одвива една многу важна работа, браќи и сестри. До тука доаѓал грешникот, ништо повеќе. Натаму е работата на свештеникот. Но овде е многу една важна работа. Тука се разделува гревот од грешникот. Што требало да направи грешникот? Значи, доаѓа со жртвата, со јагнето, и прво што прави? Ги положува рацете врз неговата глава и со тоа символички неговите гревови, неговиот грев се префрла, преминува на тоа невино јагне, невина жртва. Не е веќе гревот кај него. И потоа таа жртва треба да умре, затоа што плата за гревот е смрт. И грешникот заминува простен. Не е веќе гревот кај него. Значи, за да вие влезете таму и да го направите тој чин, вие треба вистински да се покајате. А и вистинското покаяние што вели Елен Вајд во Патот кон Христа? Што е? Што значи? Одделување од гревот, оставање на гревот. Жал, за тоа што сте го направиле нормално, присутно е жал и оставање на гревот. Ако не е вистинско покаяние, вие... Зашто... За тоа, веројатно, следниот пат малку повеќе, затоа што заслужува внимание. Тој е првиот чекор, меѓутоа многу битен. Зашто во Исаја, исто првата глава, Господ вели, не ми се мили вашите жртви. Ни вашите празници годишни, вакви, такви. Вели, празнувате и грешите. Господ не може да го измаме. Значи, им станало тоа секојдневна пракса. Формализам, формал. Ја носиме, жртвата, дури и тоа, знаете, крв, кој ќе почне да гледат секој ден крв и тоа, и станува онака банално све. Се навикнуват. Во покајанието е вклучена жалост поради гревот и одвојување од него. Ние нема да го отфрлиме гревот ако не ја увидиме неговата расипаност. Се додека нашето срце не се откаже од него, нема да има никаква вистинска промена во нашиот живот. И еве, завршувам со Патриарси и пророци 590. Кајањето, покајанието, е прв чекор што мора да го сторат сите кои сакаат да се вратат кај Бога. Тоа дело никој не може да го стори за друг, туку секој сам за себе. Значи, следниот пат ќе се бавиме баш со тоа, со покајанието. И мора да опфатиме што е вистинско, што не е, затоа што, знаете, човек со текот на времето лесно може нешто, било што да му премине во форма. Имавме света причест, знаете дека често пати се нагласува дека треба човек да ја прими како? Како треба да ја прими? Не ми доаѓа зборот, да барам од вас. Мислите дека ви поставам прашање? Достојно, да. Зборот не доаѓа. Достојно. Ја не знам, јас сум забележал кај... Не е битно кај нас. Како да тоа е некоја чиста форма, некој така го сваќа, знаете. Може да имаме некои проблеми, еве, јас и некој,
И сега он ќе дојде и ќе рече, ајде да си ги измееме нозите. И ништо повеќе од тоа. И како, ќе си измириме со тоа што си измееме нозите? Па тоа е само форма, тоа е. Тоа е само форма. Каде е измирувањето, онака братски бас како што треба? Каде е покајанието, признавањето на грешката, гревот, како сакате кажете, значи сето тоа. Или мислиме дека ќе дојдеме и со лепчето и виното што не знам Господ што ќе не очисти. Не, па тоа, што сме по-арни ние од ќе се сетам во времето панагии кога се дига во православна црква, брат ми одеше, Свети Јован, така нешто, на крајот на јануари некаде кај се паѓаше тоа. И за него, и за мене, и еднаш му рекол веќе, нема потреба веќе за мене. И тоа беше тоа, значи лепче, па исечено таму, па не знам, винце, па прочатено од попоти и така натаму и треба да го изедеш онака баш како што правиме со лепчето овде, до трошка. И што со тоа? Имаше верување дека наводно ако сакаш да бидеш здрав, да имаш добро здравје, ќе изедеш тоа панагијата и ќе бидеш здрав. Тоа е лудо да го верува човек со здрав разум. И што се суеверни работи. Па и кај нас е суеверие ако веруваме дека лебочето и ќе опримиме и винцето и ние сме чисти и безпрекорни. Тоа е суеверие. Така да, Господ нека ни помогне, овие работи се фасцинантни, овие работи се прекрасни да Господ, што Господ ни ги дал преку светилиштето, но и откриваат многу работи, може би и многу погрешни верувања кај нас. Значи, затоа рековме, светилиштето е, меѓу другото, ги содржи и сите наши верувања. И се нешто што е, ако криви од вистинскиот пат, ако е лажно верување, може да го испитате преку светилиштето. Ако добро ја познавате таа материја, ќе видите дали се вклопува или не се вклопува тоа верување во светилиштето. Нека мој слава на Господа ќе продолжиме понатаму следната сабота. Амин.